da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovjek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Darba treba gore mene, samo umo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padat za breme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj lice ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Jas ti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si takov sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Знаеш, како дете имав една моја звезда. Звезда водителка. Навечер разговарав со неа, ја слушав како ми шепоти. Злата, ти си мојата звезда водителка. Ајде. Натака? Почне и дома да ми го носиш, благе. Абе. Тато, врската е многу сериозна. Младен сакаше да го види Живко, внук ти. Демек нов татко. 3000 германски марки. Реков, до утре. Сите информации ќе ви бидат дадени како на тацна. Договорено, значи? Договорено. Договор со тебе нема. Благица утре се разведува од тебе, а задутре се мажи со убав, згоден и млад дечко. И приказната заврши. Нема договор? Епа нема. А нема. Епа тогаш на повидок е најголемата, најтиражната и најскандалозната афера кај нас и пошироко. Тато, не можам повеќе вака. Не можам да издржам. Младен сака да се венчаме, а со овој ќе се разведувам уште 3 години. Полека, полека, пилена, тато. Смири се. По-лошото доаѓа и јарно, така? Така е. Така ми како? Ќе му го најдиме крајот, ќе се средат сите работи. Нема проблем. А и на Блажета му е тешко. Не го видел детено со месец. А се сеќаваш како ми каже еднаш? Ти си како цвеќе изникнато од под некое камче.
Бре. Страшна работа. Страшна работа. Ај, свари ми кафенцина. Ај, не заебавај какво кафе, до сега на женско не сум испарил кафе, на ниедно е. А на Ането твонесива? Ни на Ането, ништо, кафе, о. Ајде, свари ми, Слушай, ајде, едно имам- кафенце. Слушай, многу важна работа, имам многу важен, пола милион марки се работи. Ајде, Жени- не, бакни ме, злато моје. Тато, ова е мојата наставничка Мира. Повелете. Бошко, како сте? Па кога човек работи со такви прекрасни деца, мора да е добар. Наставничке, ова е неголемиот долнодупенски фраер, Чичко Живко. Време беше да ја запознаеме твојата наставничка. Кафе, сокче, алкохолче. Кафе? О, не благодарам, од кафења сум отруена. А сок вела дека и во чевли да ти се потури не чинело. Уиски. Бате Живко, туреј. Да наздравиме за... Епа да наздравиме за првата средба со наставничката на Ацета. Тате, ние дојдовме да ти кажеме нешто. Кажете злато на тато. Сакаме да издадеме училишен весник, списание. Јас ја водам новинарската секција, а најактивен ми е Александар ваш. Новинарче на тато. Значи сакате да издавате... Светулки. Го крстивме списанието. Само... па не знам како да ви кажам. Ај, шоубо, светулки. Ние како малечки ги фаќавме и ги лепевме со плунка начела. Убајни. Да, насловот е окей. Друго? Друго? Па... Ке има многу рубрики, мислам. Не разбирате, нели? Тате, ќе одам кај тетка Лиле во другата канцеларија. Оди, Злато, оди, ќе ти тури сокче, ајде. Ајде, че. Може уште по една? Бате Живко тури. А, многу е. Благодарам. Значи, многу рубрики имате. Леле, мене изгледа ме фати. А да, од возбуда. Па видете, не е едноставно и лесно да се биде во друштво со ваков родител, знаете. А до кај застанавме? До рубриките, бате моле. Господине Живко, па вие мора да се шегувате. Може да имате една ваква руплика. Може ште малку. Сексуално воспитување во боја, а? Па ние немаме пари ни да го издадеме нашето списание. Барате спонзори. Бате моле. Сметајте дека парите ги имате. Простете. Изгледа јас претерам. Ќе ми простите, ќе се напијам уште малку. Кажи, бе. Ова ја стегнала глата. Така. Оди ти, однеси го Аце дома. И она Лилето да попада. Планов го направен. А јас наставничка. Добро, бе. Ти се слушаш? Наставничке,
Ајде да однесам дома. Ама јас само светулки ми одат вака пред очи. Па дедо ми ламбе ги палеше во дупени, ајде ќе ме вера. Каде? Не. Немој. Зафатена сум. Зафатена? Кој не е зафатен? Имаме една акција за борба против пушењето и алкохолизмот. Сакав тебе да те ангажирам. Мене? Има други многу постручни. Јас вадам слепи црева. Немој да ме разочараш, те молам, навистина те молам. Па, Живко мој не сака такви работи. А те прашал ли некогаш што сакаш ти? Ме прашал. Утре ќе посетиме едно основно училиште. Ќе дојде и телевизиска екипа, снимателот е наш, Дупенец. И таму ве има? О, тетка Ана. Мојата најубава и најомилена тетка. Си доаѓаш кај баба ти, а? А кај кого да доаѓам? Имам ли јас некој поблизок од неа? Немам. Дали мене ќе ме почитуваат снаите вака? Каде си ти? Машала и добро изгледаш. Отворив адвокатска канцеларија. Повели некогаш дојди. Ако, не дај Боже, се разведувам со Чичко ти Бошко, ќе те барам. Утре доаѓам. Ти си срце. Знаев дека ќе прифатиш. Смирен сум, трезен и подготвен за сериозен разговор. Доколку истото го чувствуваш и ти, драга бабо, би било прекрасно. Аферата за која ти изборував пред некој ден само што не пукнала. Се ежам кога ќе помислам што ќе се случи. Те слушам. Прво за новиот зет, уна Лигушен, за Младенчо. 2 пати женет, 2 пати оставен. Со првата жена живеел 3 месеци, со втората едва и 5 дена. Јавно рекол во друштво, го цитирам: "Сум видел овца, сум видел, ама како благето овца не сум видел." Завршен цитат, Младенчо. И? Кажувај. Аферата која е на повидок, која се крчка, тоа е нешто најексклузивно што сум го чул до сега. Поврзан е човек од Министерството за култура, висок функционер. Потоа жена со дебело педигре од Швајцарија и дедо ми Живко. Во еден наш дневен вестник, а и во еден неделник, ми даваат 100.000 германски марки. Ако се согласам да ја обелоденам. Бабо? Има уште? Нема, толку. Ќе те поврзам со луѓе од Агенцијата за разузнавање. Таму ти е местото. Бај, бабичке. Глупчо. Повели, драги, седни. Благодарам. Па каде си ти? Си изгуби. Се срамам од тоа што го направив. Требаше да се јавам. Ти должам едно големо извинување. Многу сте сладкоречиви, вие, Дупенци. Се срамам, ти должам извинување, а ваму како во земја да пропадна. И каде си сега? Во Министерството за култура. Опа! А јас си мислев некаде ископуваш, пребаруваш. Мислев си се закопал во некоја гробница. Не, тоа ќе почека малку. Како ми си ти? Убава, како и секогаш. Си чул и за некоја афера во која се вмешани некој функционер од твоето министерство и некоја жена од Швајцарија? Што да сум чул? Па ти кажав за некоја афера. Афера? Што е? Како да те касна оса? Мораш да ми кажеш кој ти кажа. Мораш. Морам. Значи сега јас сум вмешана во аферата. На некој начин. Кој ти кажа? Значи, кај што има чад, има и оган. Слушај, воопшто не е наивно. Те молам да ми кажеш кој ти кажа. Тој човек морам да го најдам, морам. Господине археолог, господине Драги, во аферата, случајно или не, е вмешан и мојот сопруг.
Сега убаво се ќе ми кажете поред. Не. Не, тоа е тајна. Не, тоа е тајна. Мислев дека имате мадиња. А вие сте биле килав. Уште малку па ќе ми приумрете. Господине драги, во аферата е вмешан мојот сопруг. А кога станува збор за мојот сопруг, со никого не правам компромис. Ако треба и ке се тепам, за 10 секунди да го напуштите мојов дом. Молам? 1, 2, 3. Ти? Јас. Вози. Што се случува овде? Ќе ми каже ли некој што се случува овде? Има ли некој друг? Зетчето на батета Живка. Вошката која не си ја гледа својата работа, туку шета наоколу и продава некакви приказни по вестниците. Ништо не ве разбирам. А јас мислите, ве разбирам? Вие го разбирате? Не, воопшто не ве разбирам. Извинете, а каде сме ние? Јас ова место прв пат го гледам. И последен, за жал. Нема каде да избегаш. А сега, те молам убаво, да ми кажеш, од кого ја чу приказната за страшната афера што ќе ја потресе јавноста? Зборувај. А тоа ли? А јас мислев дека некоја заебанција. Ја измислив. Од кого? Ти реков, ја измислив. Слушај, момциве, попара ќе те направат. Кажувај од кого ја чу. Од мама. А мама ја чу од тебе. Сте се договарале таму во Гранд Хотел. Таму сте ја крчкале работата.
Размисли. Јас мислам дека од оваа афера можеме и двајцата да профитираме. Како? Размисли. Ја знаеш целата приказна? Цела. Од А до Ш. Ти ќе им се одмаздиш на сите и ќе го истераш својот инет, а јас ќе си ги вратам жената и детето. Размисли. Влегувај во автомобилот. Подстани малку да те видам. Значи почна да ги трошиш моите парички, а? Пудра, шминка, гардероба, иде. Господине Живко, Само Живко. се случуваат чудни работи. О, почна да се случува, значи. Да. Вчера дојде археологот и ми избрка од станот. Без објаснувања. Беше арогантен и безобразен. Ми ги изфрля лиштата пред вратата, ми удри коца во задникот. Многу интересно, бре. Се прибрав кај една пријателка. Значи не ке можеш да си ги заработиш парите што ти ги дадов. Многу ми е жал за тебе. Страшна работа. Ама ке мора да ги вратиш. Барем половината. Ама господине Живко... Доста, бре, со то, господине Живко. Доста, ајде. Не играш повеќе во мојата екипа. Јасно ти е? Ама парите ги потрошив. Сите. 3000 марки за нецела недела. Абе, ти немаш грам ум во глата, бе. Што ти е тебе? Лиле, лиле, моje пиле. И сега? Пријателката е на пат. Можеш да дојдеш вечер. Аман, бе. Да дојдам вечер, кај кого, бе? На што ти личам јас тебе? На пастув. На ненормален да не ти личам. На гојдар. Јас не купувам љубов со пари никогаш, бре. Лиле, лиле, моje пиле. Во погрешна црква се крстиш. А сега да си ги собереш парталите и магла од мојава фирма. Разбра? Ќе останам на улица. Многу ми е гајле. Фирмава моја и на батета Бошка не е овде социјална установа. И не е за прибирање на секакви јаричиња, како што си ти. Не, ке пушам. Добре, ке се отрујам, бре. Живко, тука си. Ама што ти е, жено, тука си? Што шепотиш? Заклучи ја вратата, брзо. Зошто, бре, клучење? Како? Зошто? Ама ако ме сакаш за клучија, ајде станувај. Абе, да не те брка полиција, што е сега? Да не го оте пазето? Полошо. Полошо? Седни, ајде. Седни. Така, смири се. Се смири. Малку. Сакаш да се напиеме по едно виски? Сакам. Сега сватив дека многу те сакам. Многу. Фала Богу што те најдов здрав и жив. Бев в црква. Запалив свеќа и однесов масло. И се молев на Богородицата да бидеш здрав и жив. Жено, злато мое, мене ништо не ми е. Се плашам да не озвуча на просторијава. Хајде да си одиме дома. Дома? Никако. Овде.
Абе, ке ми се слоши? Кажи ми што се случува со тебе? Со мене ништо. Со тебе се случува. Да не си чула некоја афера? Обично аферите ги лепат за успешни луѓе. Голема афера, меѓународна. Било тајна. Те пикнали и тебе. Јас сум чист како солза. И не се плашам од никого и од ништо. Те молам, жено, ајде да разговараме нормално. Кажи. Во аферата биле замешани висок функционер од Министерството за култура, една жена од Швајцарија и, како трет, те спомнуваат тебе. Ова го дознав од сигурни извори. Ми го потврди ваш човек што работи во Министерството. Јас им реков, ако те чепнат тебе, ме чепнале мене. Ако гинеш ти, ма гинам и јас. Се лажат, ако мислат дека може да ме скршат. И никој да не помисли дека ќе те оставам на цедило. Таква те сакам. Прв пат те гледам во такво светло. А јас имав една тетка, Божана ја вика. Таа за тетина Колета, ако требаше и во оган влегуваше. Ајде, одиме. Конечно да те најдам. Но добро, зверки како тебе тешко се наоѓаат. Ајде, мислиш дека е така, а? Како оди проектот? Живко, честитам. Браво! Абе, слушај вамо. Од бивши любовници и од бивши директори ми е до тука вака. Туку ќе се напиеш нешто? Не пијам. Ајде. Убави времиња поминавме во нашата фирма. Да. Си изменија времињата. Ама и ние се менуваме. Да. Немој веќе ме расплачиш. Вртиш околу како дождо што врти околу дупени. Зошто така сега? Ајде. Ниту си дојден тука случајно, ниту пак дека нешто јас ти сум симпатичен. Туку да те чујам нешто шо те мачи тебе. Отворив нова фирма. Па да се вклучам и јас во новиот проект. Во изградбата на концертната сала. Маме! Да вкусам и јас од малку од колачот. Опа! Јас го мислам в затвор, тој отворил фирма. Зошто така? Пак уште и да пробал од колачот. Од кој колач да пробаш, бе? Од кој колач, морај? Колачот не е за крчмене. А и да е пак за тебе, трошка нема. Абе, трошка, така. Сигурен си? Знам некои работи што нема да ти прозвучат интересно. Ајде. Јас сум добро информиран човек, Живко. Тоа го знам дека си многу добар кодош. Кодош? Се работи за твојот вонбрачен син. За мојот вонбрачен син? Маме, и? Па тој вонбрачен син ќе дојде наскоро да си го види таткото. Убо. Да. Ама тој татко е татко на 2 ќерки. Така е. Маж на жена од целото скопско семејство. Бре. И сега ти си дошол тука како мршојадец од мршата да јадеш, така? Бре. Ај дојде утре до кај мене во канцеларија. Ај се влегувај. Не влегувај ти. Ама му се не види кој дime кај брат ми 3 пати, ако не се сотнеш поскали, не можеш. Здраво, бате. Добар ден, добре дојде. Здраво. Нели сам ќе... Јас дојдов да се карам со тебе, како си? Ако снау ќе се караме до утре вечер, ако треба. Туку оди направи по едно кафе. Кафе? И нешто ако има за пиење донес. Вода не. По една вода, обич. По една вода. Како си ти? Добар? Добарно. Знаеш како е, да го имам тоа панчето мајчино начула нешто и сега
ако не разбере, секако болна е. Абе, брате, работава ми е за никаде. Кај гана. Ни трите реки не ме перат. Конаша на 3 реки не ме перат. Знам, бе, тешко е, бе. И те викнав сега како постар да ме поучиш нешто, да ме посоветуваш. 3 недели не сум спан. Знам, не е лесно, е. Како лесно? Тате умре, благето твое се разведе, што се вели, мислам, мама е ни таму мива му, сака во Скопје да дојде. Каде бе, брат, кај мене? Со оваа шо вари кафе за 3 минути закоси ќе се фатат. Знам, да. Шо ти е? Утре доаѓа. Чекай бе, шо? Абе, ништо. А? Нешто жал ме фате за татета. Знаеш, бе врзан со него. Па добро, јас мислев нешто друго е. Ништо. Слушај. Ми помина, нема га. Добро е? Да. Утре чув идело ова, Лилето ова, острика Петрета. Идело. Тоа е. И кончето. Го знаеш. Абе, што се име ко крондири, ајде седнеме. Многу било убаво и богато. Многу убаво, и мене ми е убаво. Живко деверче му е златно. Влегол некој во кујната? Весо. Па добро, ние сме наши, се знаеме, ама ако ви влезе некој подалечен, па то чини, купи шта. Жено море... Не ми е ни 2 недели. Со едната рака го варев кафето, со другата вака. Го држам носот, смрди доста! Ма затне малку Абе, таму добро, ската. знам. Јас да ја затнам. Свекор ми умре, док турката не дојде в село. Добре, знаеш. Цел погреб јас го истерав. Ти знаеш. 3 ниви имате, цел век се делите. Сега и мамичка сакате да ми ја тупосате мене. Тој филм нема да го гледаш. Жено, бе, трае малку да му се не види. Што? Па, знаеш ка, мислам... Па зашто дојдовме сега? Па ние за друго дојдовме да поразговараме Кој со друго, брат. бе, кој е друго? Да не сака и синот да ни го тупоса дома. Не, бе, не. Расипани сте? Како не ви е срам? Одмори бе глава, Бутин ми ја направи. Мајде, целата се треса. Абе, чекај какво тресење, бе. Ако е некој за тресење, јас треба да се тресаме. Никогаш не сум разговарал вака со тебе. Добро. Секогаш сум ве почитувал и тебе, и брат ми. И секој пат ви се наоѓа зарно за лошо. Што е, полека? Абе, бе, со нервите не е јарна. Трае бе малку жена, не е јарна со нервите во... Дебели дупенски глави. Утре жената доаѓа во Скопје со синот. Доаѓа со синот во Скопје. Каде ќе се пика батето твое? Каде? Милка ќе го беси за првото дрво. Утре молчи. Добро знам. Молчи, Знам дека батето твое. Затоа, како птичка под кошула си. Весо Ајде, море, гледи го како е, весо море. гледи го каков е. Како усланато цвеќе. Абе, знајте одмор, бе, смирија мал се, бе, брат. Па се гледа. Милка знае. Абе, каква Милка утре доаѓа, а сум имал и дете со неа. Де, глушес да го скриеш. Човек не се крие. Децата Абе, знаат. какви деца? Леле, Милка не знаела децата, не знаеле, само цело село знае, уште тапан сред село да удра. Весо. А во Скопје уште на телевизија, што не кажале, еве јас од кога знам. Не се запират никако. Абе, дојдовте да кажете што да направам, да се извлечам од ова кајгана, бе. Абе, ке се свртиш кон нас, ние сме тука. да, Не бе. си се фатил со Бошка улавиот. Да, Весо. Целата работа јас ќе ја свршам. Весе ќе... Јас ќе го најдам чарето на тоа селско ростивче. Брате Ристо, дојди утре кај мене на работа. Ама чекај, сакам да се договориме. Мамичка ќе си ја земеш кај тебе. Живче. Пошироко ти е стане. Да, пошироко е тука. Пошироко, ама милчето ми е тесно. Ау, добро е. Многу смешно, да. Многу смешно. Добро, сполајви што дојдовте. Аха. Многу ви благодарам. Добро, чантата ако сакаш. Поели чантата. Фала на кафе. Мркни. Ајде. Дојди утре сам, без преколицава. Да излезам од оваа каша, да се средат работите, па ќе ви кажам јас на сите. Ќе ве наредам како аптекарски шиши вака, така, так.
Alo? Bate bole, ja sam. Dobro, dobro. Ti kako si, dobar? Dobro. Ja si imam nekoj problemi tu kao nekoja kaša sam. Da. Dobro. Dobro, bre, dobro. A mi će go sredime to. Slušaj, ja sam vo nekoj problemi i pravam nekoja kombinacija da se izgubam 2-3 dena. Da, 3 dena. A be na nikogo. Koji ke te praša, ke mu kažeš. Napate i gotovo, što je se? Nema ništa strašno od. Ke ti kažem ko ke se vidime se, a ne možem na telefon. Da. I mojte. I ti ako se javat, kaži napate i gotovo. Sakam sam da bidam malko, da. Vedete do struga ќе odam kaj ovaj Našijov. Da, kaj nego, da. A be dobro se, močko, ne močko se, dosta. Ajde, znam, eve. Da ti go napravim kejf od močko, sum i što se ga, Ha, man nama. Dobro, taka, da. Ajde, zdravo. Погоди кој дојде од 3 пати. Не знам. Да не дошла баба ти од село? Не. Една шармантна млада дама. Сузе дошла. Мамичке, кај си? Колку хубаво изгледаш. Па како вака наеднаш, а? Еве синоќа те сонував, ја и после речи не верувај во соништа. Како патуваш, а? Супер. Каде е тата? На работа. Не е на работа. Значи прво кај тато, а? Тргнал на пат неколку дена. Па ништо не рече. Да не криете вие нешто? Ма што да криеме? Сигурно му излегло нешто непредвидено. Ке се јави. Да знае дека си тука, ма веднаш ке се нацрта пред тебе. Дозволете да ви предложам нешто. Каде е зетот? Младен има повод за частење. Му ја одобрија докторската дизертација. Одлично. Честитам. Овде мажите ги менувате како чорапи. Поводот е навистина голем. Сте за пица? Ке ве носам на едно многу убаво место. Ексклузивно. Може? Супер.